Се проценува дека до 25% од луѓето имаат симптоми кои се поврзуваат со интолеранција на храна. Се смета дека бројните адитиви, бои, емулгатори, конзерванци се причина за развој на овие симптоми. Присуството на глутамати и сулфити во храната предизвикува појава на симптоми кај 5% од испитуваните пациенти. Ова е денешната тема во приказна. Пред да ги кажам моите први симптоми, сакам да кажам дека целијакијата има 300 симптоми. Значи, затоа се нарекува болест со 300 лица. Весна Поер е познат медиумски работник, чиј лик и глас веднаш се препознатливи за ТВ гледачите. Но ретко кој знае ни што поминувала во својот приватен живот. Таа со години се бори со целијакија, предизвик кој ја обликувал нејзината дневна рутина, изборот на храна и начин на живот. Таа сега споделува како тоа влијае врз нејзината работа и секојдневие. На почеток имав постојана ненаспаност, како да кажам. Станувам од спиење, а јас имам уште потреба од сон. Чувствувам замор, значи кога ништо не правам, значи стануваш од спиење и едноставно усеќаш умор, значи од нигде никаде, да. Потоа со тек на време почнаа да се јавуваат другите симптоми, кои што на некој начин се карактеристични за повеќето. Значи, ми се јави диареја, од време на време, за подоцна да стане хронична. Значи, почнав да губам на тежина, почнаа да ми се јавуваат болки во коските, во зглобовите, значи, почнаа да ми се ронат забите извесен период. По првичните симптоми следувал период на затишје, но подоцна тие се вратили во уште поагресивна форма. Голготата траела цели 4 години, додека конечно не открила што ја предизвикува оваа состојба. Како поминав, не знам низ колку врати лекарски, болнички, на крај отидов на клиниката за гастроентерохепатологија и професорот доктор Васко Василевски, значи морам да го спомнам затоа што, да кажам, тој беше многу клучен во откривањето за мојата дијагноза, конечно, нели? Ми кажа дека треба да правам гастроскопија, па ми зема за биопсија парчиња од тенкот од црево, потоа правев и еден куп анализи на крвта и сето тоа, значи, на 13 јули ми беше соопштено, значи 2009 година, го памтам денот кој да бил вчера, дека имам дијагноза целијакија. По добивањето на дијагнозата, Весна вели дека почувствувала улеснување, затоа што конечно после 4 години имала информација што се случува со нејзиното здравје. Прво, почувствував улеснување. Разочарувањето дојде подоцна, кога се дојдов дома и кога видов од сето тоа што смеам, односно што не смеам да јадам, кога видов колку малку има, тогаш се разочарав некако и ако може така да кажам, падна во некој очај и ме држеше така едно 5-6 месеци еден таков лош период. За после 5-6 месеци мислам јас како да сум била цел живот целијакичар. Затоа што ги научив, значи, сите тајни, сите замки, мислам сама ги учев. Во тоа време немаше ни групи, Facebook за поддршка на целијакичари, немаше буквално ништо, немаше храна, немаше брашно. Имаше едно брашно, ќе го направиш денеска, ќе го направиш пред саат време лебот, после саат време, може заби да се искршиш, што толку беше чудно некоја структура на брашно. Поддршката од семејството, пријателите и заедницата е клучна за борбата низ која поминуваат овие луѓе. Значи, кога ви се менува вам животот, нема да претерам ако кажам дека е за 360 степени, значи животот им се менува и на домашните, затоа што и тие мора да живеат според вашите не навики, туку потреби. Значи, мора да мијат раце ако јадат они глутен, а јадат. Моите, например, мојот сопруг и мојот син, јас од нив имав неизмерна поддршка и им благодарам јавно што се вели. Значи, и они мора да ги менуваат навиките, да мијат раце, да се спрема, да се подготвува храна во посебни садови, да се внимава на сумирчето со кое се мијат садовите. Значи, буквално, таа поддршка е најважна. Сега,
Поддршката и од пријателите е исто важна и ова го потенцирам. Затоа што многу е убаво кога вашите пријатели ќе ви се јават, треба да одите кај нив и ќе ви кажат: "Весела, што јадеш ти од ова?" Да. Да, и убаво се чувствуваш. Значи, почетокот што го спомнав дека 6 месеци имав лошо чувство, значи фактички тоа е тоа кога некој ќе ти каже што јадеш, па ќе подготват специјално за тебе посебно и тогаш она ти ја враќа, не знам, желбата за социјален живот, што на времето, да кажам, ја немав тие 6 месеци, мислев дека сум оттуѓена, дека не припаѓам тука, дека не сум нормална, значи како другите луѓе. Предизвикувачки е да се живее со оваа состојба, но за разлика од пред неколку години, денес овие луѓе живеат подобро, бидејќи имаат подостапни производи и информации. Но исто така е многу важна и поддршката од нашите групи. Еве конкретно јас ќе ја спомнам нашата група Целијакија Македонија. Значи, ќе им кажам на сите новодиагностицирани или пак што ќе ги препознаат симптомите, слободно може да побараат членство, да влезат во нашата група и тука ние, значи, она е тоа што го зборувам за поддршката взаемна на лица целијакичари или интолерантни на глутен. И тука е она што ќе го добијат, што ќе го дознаат за работи кои што не им се познати, нови се во тоа, што смеат да јадат, значи разменуваме искуства. Генерално, интолеранцијата на храна не предизвикува тешки и животозагрижувачки реакции, но долготрајните симптоми значајно влијаат врз квалитетот на животот на пациентите. Интолеранцијата на храна представува неалергиска реакција на организмот при консумирање одредена храна или состојка на храна, особено при зголемено количество. Најчесто се манифестира со благ интензитет, без бурни реакции, без животозагрозувачка состојба, но влијае на квалитетот на животот со симптоми кои го засегаат работниот ден или квалитетниот одмор. Нетолеранцијата на храна е поврзана со појавата на нетолеранција на храна е поврзана со конзумирањето на ултрапреработена храна. Пред се поради влијанието кое што го има врз гастроинтестиналниот систем, појавите на хронични воспалувања кои што консумирањето на ваква храна може да го предизвика и ензимски реакции кои што може да доведат до еден вид на дискомфорт, викаме, кој што може да се поврзе со нетолеранцијата на определена храна. Процесираната храна има влијание врз појавување на интолеранција. Токму вчера се појави најновата студија поврзана со консумирањето на ултрапреработена храна и влијанието врз здравието, која што беше објавена во најпрестижното медицинско списание Lancet, која што ги објаснува поврзаностите или ги дообјаснува, би рекол, поврзаностите кои што и денес ги знаевме и претходно ги знаевме, а се поврзани со влијанието на таа храна и негативните последици по здравието. Велам негативните затоа што генерално таа храна, во која што спаѓаат преработена храна, а имаме 4 нивоа на преработена храна, ултрапроработената е 4-то ниво на преработка на храната, значи храна која што има многу мала или никаква нутритивна вредност, а има калориска вредност и се однесува главно на состојки кои што воопшто немаат неpreработен параметар на непреработеност, ако можам тоа така да го дефинирам. Се во таа храна е на со високо ниво на преработка. Значи, доказите од таа студија покажуваат дека имаме негативно влијание врз така наречениот зголемен морбидитет, но и морталитет поврзан со консумирање на таа храна. Секако, не е таа единствена причина за пореметување на здравието, меѓутоа значајно придонесува во однос на пореметување во здравието и тоа претежно со кардиоваскуларните и цереброваскуларните болести, некои гастроинтестинални пореметувања, особено појавата на Кронова болест и појавата на хронични бубрежни заболувања. Тие се трите точки на кои што се фокусира ова истражување и влијанието во здравието на оваа храна. Се смета дека неколку состојби може да представуваат причина за појава на интолеранција на храна, и тоа метаболички и ензимски нарушувања, интолеранција на лактоза и алкохол,
реакција на фармаколошки активни компоненти на храната, кофеин, салицилати, реакција на токсини присутни во храната, хистамин и други недоволно објаснети механизми за појава на интолеранција. Интолеранцијата на храна е значително почеста во споредба со алергијата на храна. Да го објасниме терминот алергија, бидејќи пациентите мислат дека кога имаат алергија, имаат слаб имун систем. Напротив, тоа е погрешен одговор на имуниот систем, на дел од имуниот систем према надворешни пред се протеини од било која природа, ги препознава како штетни за него и прави една специфична алергиска реакција. Во ситуација во кога зборуваме за респираторни алергени, тоа се најчесто полените од разни дрвја или влакна домашни миреничења или микрокарлежите или муволи спори, кога нели се создаваат специфични IgE према протеините на наведените нели материи, кај што индивидуа која што нема генетска предиспозиција да реагира така, нема да го направи тоа. Исто силни алергени се малтене голем број на протеини од голем број на нутритивни, односно нутритиви кои што ги внесуваме почнувајќи од самото раѓање. Освен мачиното млеко, се друго може кај одредена генетски предиспонирана особа да направи сензибилизација, односно создавање на IgE антитела према одреден протеин. Освен тоа, исто има една голема група на намирници, односно субстанции, тоа се лекови кои што даваат најсилни алергиски реакции, повторно велам кај одреден индивидуум кои што се нели повторно по сензибилизација на одредениот лек. Постојат и нутритивни алергии каде што пациентот освен алергија да кажам на полени, има и алергија создадени IgE молекули према одреден број намирените, неже списокот е предолг. Почнувајќи од јатките, меѓу кои што кикириките се најголеми алергени, тука се исто и бадемите, лешниците, оревите. Ако кажам зеленчукот, ќе се зачуди можеби слушател дека испанатиот алерген, дека јадгова мешунките се алергени, житните култури се алергени, значи не зборуваме за глутенска ентеропатија, зборуваме за алергиска манифестација на подносливост на протеинот кој што ги има и пченицата и вкрстено да реагира и со рж, со јачмен, со ове, сите тие што имаат нели да кажам глиадин, молекулата, протеинската структура на молекулата, значи тука и спанаќот, тука се сите и брокулите. Значи нема зеленчук или овој што така одредена индивидуа не може да направи проблем. Тука се, како што спомнав, кравиото млеко, козиото млеко, тука се јајцата, тука се исто рибата, школките. Значи буквално дури речните риби се поалергени од морските риби и тие знаат да дадат сериозна несакана реакција која што може да направи дури анафилакса. И да направиме разлика, значи не станува збор за кога имаме алергија према соодветен прехранен алерген. Друго е алергија, друго е целијакијата која што е автоимуна болест, а друго е интоксикација со храна. Токсините, интоксикација со храна, значи не е исто со алергиска манифестација, исто да кажем ова непоносливост на храна, која што најчесто може да почне со еден еозинофилен, различен од ова IgE посредуван езофагит, еозинофилен, да кажам, еозинофилно заваѓање на цревата, тоа веќе е друг тип на заболување кое што станува во насоката на непоносливост на храна. И уште нешто, значи, да сватат гледачите дека имаме голем број на вкрстени реакции и да припазат самите на што се алергични. Се докажува алергијата на нутритиви, исто како што се докажува алергијата на инхалаторни алергени со бризгување на мала концентрација на алерген протеин од соодветниот нутритив. Интолеранцијата на лактоза се јавува кај околу 10% од вкупната популација, а како се намалува активноста на лактозата со текот на старењето, зачестеноста се зголемува кај повозрасните пациенти. Понови епидемиолошки истражувања потврдуваат дека активноста на ензимот лактаза е намалена кај 75% од возрастната популација, иако кај некои пациенти воопшто не се манифестираат симптоми. Треба да кажеме, интолеранција на храна е потешкоти при варење на одредена храна и одредени состојки во храната.
и најчесто диагнозата не е секогаш лесна и се поставува по принцип на исклучување на некои прехранбени продукти, а не толку со постоечки достапни тестови за анализа на таа интолеранција на храна. Генерално постојат малце тестови со кои може да се докаже интолерантност на одредена конкретна храна. Другите се во принцип на исклучување на продукти из храната. Институтот за јавно здравје се обидува да ја едуцира јавноста за оваа тема. Институтот директни активности, ниту пак директна надлежност поврзана со овие две состојби нема, која што му била доделена преку некои правни или законски акти. Меѓутоа, во рамките на целокупната промотивна активност која што институтот во својата дефиниција ја има, поврзана со јавното здравје, има во претходниот период издадено и една брошура поврзана со хиперсензитивноста и алергијата на храната, а во едукацијата која што ја правиме за различни популацијски групи, од деца до оператори со храна, ова прашање понекогаш излегува како прашање и се појавува, па ние ја објаснуваме врската, односно разликата на алергијата, која што е во дефиниција имуна реакција, и интолеранцијата која што има еден дел на имуна реакција, меѓутоа во својата суштина е нешто друго. Симптомите на интолеранција на храна можат да потекнуваат од речиси сите системи и органи, но навистина многу ретко луѓето ги поврзуваат со храната. Ретко кога течењето на носот, главоболката, мигрената, несоницата, уморот, лошото расположение, екземата, псоријазата, некој ги поврзува со храната. Уште повеќе што тука не станува збор за бурна и моментална реакција, туку симптомот ќе се појави бавно и хронично. Често тоа може да се симптоми на болни отечени зглобови, фибромијалгија. Може да се манифестира и преку разни дигестивни проблеми како што се надуеноста, обстипацијата, течните столици, надразнети црева, но ова се единствените појави кога човекот помислува дека нешто можеби не е во ред со исхраната. Подуеност, гадење, диареја, запек, обстипација, нелагодност во стомакот. Еден од клучните симптоми е подуеност на стомакот, како и симптоми од централниот нервен систем, мигренозни главоболки, трнења во раце, во нозе, дури некогаш и кожни исипи кои личат и имитираат алергиски кожни реакции. Меѓутоа, спектарот на симптоми може да е многу различен и тоа е една од главните причини зашто не лесно се доаѓа до правата диагноза, бидејќи многу често има препокривање со реални болести или со реални алергиски реакции кои се тотално друга патологија. Една од клучните разлики, тоа прашање не го поставивте, меѓу интолерантност на храна и алергиската реакција е тоа што интолерантност на храна прво е лесен до среден облик на здравствено нарушување, која никогаш нема реакција од имуниот одговор, тоа значи нема никогаш имун трак во организмот, тоа све се сведува на ниво на гастроинтестиналниот тракт. Тоа дека имунолошката реакција е реакција која е многу посериозна, може да е животно загрозувачка, брза реакција и клучната разлика не дозно зависна. Тоа значи дека во интолеранција на храна вие треба да внесете поголема количина на храна за да имате тригер да се случи нешто и што поголема количина внесувате, веројатноста да се случи е поголема. Ке алергиските реакции и минимална концентрација на алергенот може да појави алергиски реакции. Тоа е една од главните грешки во диагностика и една во главните разлики меѓу тие два ентитета, и тоа ја диктира начинот и на диагностика и начинот на како би се лекувало иднина и да не се направи клучна грешка помеѓу реална здравствена состојба и интолерантност на храна, бидејќи некогаш симптомите се многу блиски. Интолеранцијата на храна се поврзува и со појава и влошување на симптомите на низа заболувања кои влијаат врз неколку органски системи. Гастроинтестинален систем, колики и болки во абдоменот, синдром на иритабилен колон, хронична обстипација, повраќање, диареја, надуеност. Респираторен систем, астма, ринит, синузит, непродуктивна кашлица, кожа, уртикарија, атопичен дерматит, ангиоедем, анафилактичка реакција. Централен нервен систем, главоболка, мигрена. Кардиоваскуларен систем, палпитации. Скелетно-мускулен систем,
артралгии, мијалгии, артритис и фибромијалгија, уринарен систем, цистит и нефротски синдром. Покрај ова, интолеранцијата на храна се поврзува и со појава и влошување на симптомите кај некои психички состојби, како нервоза и раздразливост, појава на чувство на замор од нејасна етиологија, соматизација и синдром на хроничен замор. Иднината во врска со храната носи предизвици. Идните предизвици ќе бидат големи, не толку во насока за хиперсензитивност или алергија, меѓутоа би рекол чекор поназад, во врска со начинот на кој што храната се произведува, се преработува и се продава. Значи, тоа е сегментот на безбедност на храната и вториот сегмент е квалитетот на храната и исхраната. Че тие два сегменти мислам дека ќе го зголемуваат своето значење во иднина од многу причини. Тука се глобалните трендови на производство на храна, нивоата на преработка кои што доведуваат до зголемено конзумирање на ултрапреработена и преработена храна и нивната врска со појавата на здравствените ризици. А ризиците поврзани со исхрана, пред се зголемената телесна тежина и дебелината и метаболниот аспект, односно болестите кои што може да ги предизвика, ќе стануваат се подоминантни. Така што ние како држава треба да се подготвиме за тоа, пред се на системско ниво, на ниво на кое што тоа се вика денес во Европа менување на системот на храна, кој што ќе биде кон зголемено производство, зголемена одржливост, а вториот дел, кој што институтот исто така има големо значење, како и во првиот, е контролата на безбедноста на храната. Ние како институција тука стоиме на располагање на сите оператори со храна, инспекции, така натаму, со висок квалитет на лабораториски услуги, кои што може да придонесат потрошувачите да се чувствуваат побезбедно кога ја консумираат храна. Што представува интолеранцијата на храна? Интолеранцијата на храна е состојба која што го зафаќа дигестивниот систем, кога не може соодветно да ја разгради храната која што сме ја внеле. Тоа може да се должи за тоа што имаме недостаток на некој ензим што е потребен за разградба на таа храна, присуство на адитиви во храната или едноставно испуштање на одредени материи од храната кои што нормално се присутни во неа. Често пати, кога зборуваме за интолеранција, се поврзува со алергијата. Дали станува збор за исто нешто или сепак постои разлика? Постои огромна разлика. Алергијата на храна е имунолошка реакција, кога всушност нашиот имун систем реагира пресилно на некои состојки од храната, при што создава антитела, тие се така наречени IgE класа на антитела, кои што се врзуваат за оваа храна и предизвикуваат силна имунолошка реакција, односно ослободување на многу медиатори кои што ги даваат и симптомите на алергија. За разлика од интолеранцијата, која што реков дека е сепак реакција на дигестивниот систем. Кои се симптомите, како да препознаеме дека се појавува интолеранција на храна? Интолеранцијата на храна генерално се манифестира со дигестивни симптоми, значи имаме дуење на стомакот, болки во стомакот, може да има и диареја или повраќање. Значи генерално со некој дискомфорт во стомакот, за разлика од тоа алергиите на храна се манифестираат со кожни промени најчесто, со црвенило, оток на одредени места, најчесто нели на устата, чешање, и тие се јавуваат неколку минути после внесување на храната што ја предизвикува, за разлика од интолеранцијата за кој што се потребни неколку часа по внесување на храната за да се манифестираат симптомите. Понекогаш и алергијата на храна може да се манифестира и со гастроинтестинални симптоми, со повраќање или со диареја, кога може да направи диагностички проблем, нели, па да не сме сигурни за што точно станува збор. Колку генетиката има влијание за појавувањето на интолеранцијата на храна? Кога зборуваме за интолеранција на храна, има еден термин кој што почесто се употребува народски и има термини кои што во медицината, од медицински аспект или во
по меѓународната класификација на болести, од интолеранција на храна спаѓа интолеранција на лактоза, интолеранција на фруктоза. И тие се генетски условени состојби, што значи дека има мутации кога станува збор за интолеранција на фруктоза, генетски условена состојба, која што е екстремно ретка, кога имаме мутација во генот одговорен за алдолаза Б ензимот, кој што разградува фруктозата. Многу почесто интолеранцијата на лактоза, која што исто така е генетски условена, односно постојат варијации кои што влијаат на тоа колкава е активноста на ензимот лактаза присутен во цревата и тој влијае на тоа дали и кога ќе се јават симптомите кај една индивидуа заради интолеранција на лактоза. Дали интолеранцијата може да се јави и кај деца? Да, може. Постои така наречена конгенитална интолеранција на лактоза, која што се јавува уште во првите денови од животот на едно новороденче, која што е многу ретка состојба и многу тешка, затоа што веднаш, бидејќи тоа е храната, млекото е храната на новороденчето, има многу интензивни симптоми или повраќање неможност да ја дигестира, да го дигестира млекото, неможност да напредува и во тој случај веднаш и со клиничките знаци се гледа дека станува збор за оваа состојба, иако е исто така генетски условена и потребно е нели да се избегнува млеко што содржи лактоза, односно обично се препорачува адаптирани формули без лактоза кај ваквите новороденчиња. А додека пак вие што ја викаме адултна интолеранција на лактоза, генерално се појавува околу адолесценцијата и малце повозрасниот животен период. Може ли да биде животот загрижувачка интолеранцијата на храна? Не, генерално не е таква состојба, дава дискомфорт, може би да го нарушува квалитетот нели на животот затоа што се јавуваат симптомите после ингестија на храна, меѓутоа не е животот загрозувачка како што може да биде алергијата, каде што и мали количини од некоја храна нели може да предизвикаат тешка анафилакса, нели ако особата е навистина многу алергична на тој тип на храна. Сите ние живееме во едно динамично темпо, па во таа насока колку стресот и заморот може да влијаат на или може да предизвикаат нетолерантност на храната? Тие не се директно предизвикувачи, меѓутоа самото црево е еден многу сензитивен орган, па затоа и ваквите психички состојби или замор, стрес влијаат со симптоми дигестивни или дискомфорт, меѓутоа тоа не е директно асоцирано дека станува збор за интолеранција на храна. Споменавте дека е состојба на почетокот, па би сакала малку да информираме на кој начин се диагностицира, на кој начин се открива дека станува збор за интолеранција на храна? Да, реков состојба затоа што многу често нели не наоѓаме медицинска причина за тој дискомфорт кој што го чувствуваат пациентите. Секогаш кога ќе се посомневаат, нели ги имаат симптомите што ги спомнавме, треба да се обратат кај својот лекар за да се направи подетална анализа за што станува збор со цел да нема прикриено некоја друга состојба. Значи, во принцип треба да исклучиме дека нема некој синдром на иритабилно црево, нека инфламаторна болест на црева, така натаму, кои што можат секундарно да доведат до некоја интолеранција, односно некој вид на храна да ги интензивира симптомите. Кога станува збор за интолеранција на лактоза, како што кажа, станува збор за генетски тестови кои што се прават и со кои што диагностицираме. И друго што правиме од имунолошки тестови, интолеранција на глутен. Глутенот генерално е осомничен за појава на една автоимуна болест што се вика целијакија. Тоа е состојба нели автоимуна кога се создаваат автоантитела кон ткивна трансглутаминаза, тоа е ензим во цревата, меѓутоа тригер за да се случи сето тоа е глутенот, а тој го има во пченицата, јачменот и ржот, па затоа луѓе кога ќе конзумираат нели леб, тестенини каде што ги има овие житарици, симптомите им се влошуваат. Меѓутоа, ова е поретка состојба, околу 5% од популацијата боледува од целијакија, која што покрај со крвните анализи за детекција на овие антитела се докажува и со биопсија на цревото, каде што се наоѓа нели она карактеристично губење на цревните ресички, заради кој што настанува таа мала апсорбција на храна. Во однос на тестовите на храна, на интолеранција, кои што се еден вид на популарни тестови што детектираат ИГГ антитела,
Тие тестови немаат медицинска валидација, правени се бројни студии со цел да се потврди дали може да се поврзат резултатите од тие тестови со симптомите кои што ги чувствуваат пациентите, и тоа обично не корелира многу добро. Односно, овие ИГГ антитела се докажани дека се создаваат, може да се создадат према било која храна што ја внесувате во моментот, меѓутоа не прават инфламација, не прават реакција во организмот и затоа не можеме причински последично да ги поврземе, па според тоа и нивната детекција не секогаш помага во валидна медицинска дијагноза на одредена состојба. И за крај, на кој начин се третира кога ќе се утврди интолеранција на храна и дали, со оглед на тоа дека е состојба, може да значи дека после одреден временски период може да ја немаме таа состојба? Интолеранцијата на храна обично се асоцира или се случува кога ќе се конзумира поголема количина од некоја храна. Па според тоа, мали количини можеби и може да се толерираат. Односно, најдобро е тука проба и да се види, односно, пошто станува збор за индивидуални разлики, не е тоа што е исто, не секоја особа реагира исто, па токму ради тоа обично и пациентите водат дневник, например, која храна ја јаделе, кога им се јавиле кои симптоми, затоа што така најлесно може да се утврди што влијаело на појавата на тие конкретни симптоми. Ако станува збор за интолеранција на глутен или целијакија, се препорачува храна која што не содржи глутен, значи потребно да се избегнува пченица, јачмен, рж од исхраната, меѓутоа мора да се внимава по останатиот дел од храната да биде балансиран со цел да не се направи друг проблем, односно да има недостаток на други нутритиенти кои што се потребни за нормално функционирање. А интолеранцијата на лактоза, која што е доста честа, можеби 40-50% од населението страда од незе во еден или во друг облик. Обично е доволно да се избегнува храна што содржи лактоза. Меѓутоа, бидејќи станува збор за намалена активност на ензим, ние секогаш имаме остаточен, значи одредено процент на ензим е присутен кој што може да дигестира, па секој треба да си утврди колкава е количината што може да ја толерира во текот на денот. Например, може би едно парче сирење е доволно, меѓутоа ако се пие и млеко, и сирење, и сладолед се јаде, веќе да настанат проблеми. Затоа препорачуваме на почетокот секако целосно исфрлање, а постепено секоја индивидуа сама да процени која е количината што може да ја истолерира и да ја внесе. Секако денеска имаме и модерни лактози, на млеко без лактоза, кое што исто така е соодветна замена. Има и апчињен или ензим лактаза да се внесе заедно со храната со цел да се минимизира појавата на симптомите. Така што всушност што одговара на индивидуата во однос на тоа каков е животниот стил, може да се применува. Мора да се направи детална иницијална проценка кај пациент кој што се сомнева дека има интолеранција на храна. Што повеќе податоци, толку полесно може да се истретира тој пациент од страна на нутриционист, тоест од моја страна. Многу е битно да видиме каков е начинот на живот кој што го води, затоа што при лоша дигестија, односно гастроинтестинален дискомфорт може да влие и начинот на живот. Значи, ако се изложени премногу на стрес, доколку имаат нередовен сон, консумирање повеќе на кофеин, на цигари, на алкохол, како и физичка неактивност, односно со еден збор неадекватен начин на живот. Исто така потребно е најпрво е потребно да се види на кои намирници пациентот смета дека е интолерантен, кои се симптомите, затоа што доколку симптомите се посилни, односно укажуваат на тоа дека можеби се работи за некоја физиолошка состојба каде што мора да се посети гастроентеролог, тогаш го препраќаме таму за да не се направи грешка при третманот на истиот и со таа комплетна слика се решава состојбата на пациентот, најчесто со елиминација на продуктите кои што тој ги смета дека е интолерантен, а тоа се прави со евиденција, водење на дневник, некој ако може така да се нарече, од 5 до 14 дена, каде што убаво се забележува, ќе забележи која храна, во која количина и во кој временски период ја јаде.
Најчесто, од моје искуство, е интолеранцијата на лактоза. Се повеќе луѓе имаат се лактозно интолерантни, потоа на глутен, на одредени шеќери, обично на фруктоза и олигосахариди, реагираат на одредени зачини, односно бидејќи живееме во време кога храната е високо процесирана и многу ми е жал заради тоа, меѓутоа да пронаоѓањето на попрости производи, јас и така и ги советувам моите клиенти без разлика дали се работи за интолеранција на храна, да внесуваат производи кои што се со помалку вметнати, односно вештачки субстанции во себе, заради тоа што тоа е повеќе почисто јадење отколку храна која што е пакувана. Адитиви, сулфати, исто сулфити, нитрати и нитрити кои што се застапени во високо процесирани меса, како и во конзервирана храна и хистамини, ферментирана храна, меѓутоа тие се некако на последно место. Може да се јави дефицит на одредени нутриенти, како например обично се случува да имаме дефицит на железо, на витамин Д, на калциум, на цинк, на B12, на растителни влакна, доколку некој интолерантен на свежа храна, на омега-3 масни киселини, а најбитно од се е да се внимава на тие рестриктивни диети елиминациони, колку време ќе треба да траат не повеќе од 6 недели, токму заради ова што пред малку го споменав, за да не дојде до негативни нутритивни отстапувања и нарушувања кои што можат да го загрозат здравјето на еден пациент. На прво место за мене секогаш биле ќе бидат пробиотиците. Во ситуација кога некој не може да внесува свежа храна, ради одредена интолеранција на свежа храна, а свежата храна е пребиотик, односно храна за пробиотиците, односно за бактериите кои што воспоставуваат функционално, односно убава микрофлора во гастроинтестиналниот тракт, од каде што пак потекнува благосостојбата, односно целокупното наше здравје. Значи, пробиотиците се на прво место. Постои антиинфламаторна храна која што може да се вклучува нормално во зависност од потребите и од состојбата на пациентот. Храна која што е неутрална, односно има смирувачки ефект и лесна е за дигестија, при тоа не прави никакви негативни ефекти, така што тоа се течности сериозно треба да се внесуваат и кога нема интолеранција на храна, доколку состојбата дозволува, тоест интолеранцијата на продуктите дозволува внесување на растителни влакна и течности, истите ја подобруваат перисталтиката. Златен стандард за дијагностицирање на интолеранцијата на храна представува редовното секојдневно евидентирање на консумираните прехранбени производи од страна на пациентите во индивидуални дневници. Во нив пациентот задолжително треба да ги бележи сите прехранбени производи што ги внесува во исхраната, како и појавата на симптоми кои се специфични. Според медицинските студии, интолеранцијата на храна е растечки проблем и од него страдаат околу 20% од светската популација. Реакциите како последица на преосетливост на храна и нејзините состојки можат да се манифестираат како интолеранција на храна или како алергија на храна. Дијагностицирањето на интолеранцијата на храна се заснова на детални анамнестички испитувања, физички преглед, клиничка манифестација на симптомите, исклучување на постоечка алергија и слични заболувања со сродна симптоматологија, имајќи ја предвид променливоста на клиничката манифестација на заболувањето. Не постојат стандардизирани дијагностички тестови со кои се потврдува интолеранцијата кон храна. Генерално еден тест само постои што е медицински издржан и медицината која го признава, ја зборам од докторска гледна точка, тоа е интолеранцијата на лактоза, кој што се докажува со еден дишен тест која мери концентрацијата на водород после внесување на лактоза во организмот. Тоа некаде може да се докажат и други шеќери како фруктоза, меѓутоа сите други тестови се неподатливи, генерално не се користат во медицината, сите тие имуни тестови кои се работат во голем број на лаборатории кои што ви кажува на што сте, на што не сте алергични, тоа воопшто не е признаено во медицината и воопшто не се зима во предвид, бидејќи тие тестови се базираат на некој имунолошки одговор на хранливата материја, а суштинската разлика меѓу интолерантност на храна и алергија е тоа што нема имунен одговор. Така да главниот начин ние како доаѓаме до дијагноза е со метод на исклучување.
Поради одложените и често продолжени симптоми кај овие пациенти, поврзаноста на појавата на симптомите и внесот на определени прехранбени производи со помош на анамнестичките податоци добиени од страна на пациентот тешко може да се утврди. Интолеранцијата на храна не е лесно да се докаже и затоа и тешко се доаѓа до правата диагноза од повеќе причини. Прво, симптоматологијата е различна за различни типови на храна. Симптомите се од гастроинтестинален тракт, од централниот нервен систем, туи кожни манифестации од одредени продукти, меѓутоа поврзувањето на таа симптоматологија со конкретна храна не е секогаш лесно, бидејќи за тоа треба се води прецизен дневник што се воведува ново во храна, какви тип на храна зема пациентот за да се дојде до некој конкретен заклучок. Многу често се пациентите водени сами од себе, односно сами поставуваат диагноза, водени од модерните интернет портали или новите AI платформи, ChatGPT и други, каде што сами се едуцираат неадекватно и тоа е една од клучните грешки. Второ, брзината на реакција на алергените, на интолерантните продукти од храна не е така брза да може да се дојде конкретен заклучок во кратко време, бидејќи некогаш симптомите од интолерантност на храна се јавуваат до првите часови, но некогаш и до 2 до 3 дена после внесот на одреден прехранбен продукт. За разлика од некои други здравствени состојби каде што имаме као алергиски реакции или некои хиперсензитивности на дадена продукт кои имаат побрза реакција. Едно е битно да се каже бидејќи дека интолерантноста на храна не е здравствена состојба која е тешка и некоја животозагрозувачка, па затоа не е ни толку не е битно, меѓутоа не е толку клучно да се дојде до правата диагноза конкретно кој продукт ни смета во исхраната, односно кој прави интолерантност. За диагностицирањето на интолерантноста на храна се применуваат и елиминациски диети и орални експозициски тестови за храна. Најверодостоен сигнал за потврда на поставената диагноза за интолеранција кон храна представуваат двојно заслепените плацебо контролирани експозициски тестови. По принцип на исклучување на еден, друг или трет продукт доаѓаме до веројатната причина кој дел од прехранбениот продукти се причина за таа алергиска интолеранција. Иначе најчесто причина за алергиска интолеранција е дефицит на ензим во организмот, како што е лактозна интолеранција. Втори причини се кога организмот се сензибилизира за некоја компонента во храната или на некој адитив кој често се користи во исхрана, бои, ароми, некои вештачки вкусови што се додаваат на храна. И ретко е пореметување во ресорпцијата на храната. Терапијата на интолеранција на храна вклучува елиминација на проблематичните производи во временски период од неколку недели до неколку месеци. За разлика од алергијата, кај овие пациенти минимално количество на проблематичните прехранбени производи најчесто не предизвикува појава на симптоми, а кај поголем број од пациентите по периодот на потполна елиминација на проблематичните производи не се јавуваат рецидиви. Со зголемување на количеството на овие производи се зголемува ризикот од појава на рецидивни симптоми. Пред да се воведат ограничувања во исхраната, неопходна е сигурна потврда на диагнозата на интолеранција, не само поради можноста за појава и развој на нутритивен дефицит, туку и поради тоа што елиминациската диета кај пациентите со интолеранција на храна тешко се спроведува поради честата интолеранција на голем број производи, односно групи на производи. Препораките се секогаш да имаме балансирана и генерално здрава храна, што важи за пациенти што немаат, што се здрави и тие што немаат интолерантност на храна, да се внимава со секоја потенцијално опасен агент кој прави интолеранција да се дава или да се избегнува или доколку се дава да се дава во многу помала количина, односно не во голема количина, се тестира организмот дали реагира на таа компонента. Многу е битно консултација со адекватен медицински персонал и нутриционисти во текот на понатамошниот период како ќе се храни пациентот и да води евиденција колку што може подетална што воведува во храна ново и какви симптоми од прилика појавува, избегнување на самодиагностика со социјални мрежи и ChatGPT и читање и слушање на парамедицински разговори од групи, знаете какви има све на интернет, каде што даваат најразлични генерално грешни совети, да не се прават тестови кои се детективаат антитела во крвни анализи кои не се точни, не се податливи во ни еден момент
да се читаат декларации во прехранбени продукти, да нема во трагови елементи од тоа што е потенцијален прехранбен продукт на кој пациентот е интолерантен. Генерално да се прави план ако оди надвор, во ресторан, во кафеан или што и било, да се консултира ако може со менаџментот каква храна ќе јадат и дали случајно има некој од тие компоненти, тоа зборам кога оди пациентот надвор, кога во хотели, ресторани, да знае што јаде, бидејќи секогаш постои шанса да има некој од компонентите на кој е он интолерантен. И како што кажав, секогаш да се има во предвид дека можно е некој од тие симптоми да не се причинети од интолерантност на храна, стресот, други здравствени состојби, хиперсензивност како една од најпознатите интолерантност покрај глутенот, покрај лактозата е интолеранција на глутен и некои други протеини од житарици. Меѓутоа тоа се обично алергиски и хиперсензитивни реакции. Меѓутоа стандардната глутенска интолерантност е слична како сите други интолеранции, не е имунолошки феномен и ќе го постигнеме успехот во терапијата само ако исклучим. Во поглед на тоа како да се одесува пациентот, како да се де факто повторно воведе истиот прехранбен продукт, а да нема генерално да нема проблеми, се воведува многу ниски концентрации, мала количина на храната и постепено се зголемува обемот и да видиме кој е нивото каде што е тригер за да се појави интолерантност. Најчестите производи кои предизвикуваат интолеранција се млечни производи, брашно, глутен, јајца и кафе. Најчесто интолеранција се јавува на дел од конзервансите кои се користат во прехранбената индустрија, глутенот и лактозата. Глутенската ентеропатија е болест на горниот дел на тенките црева која е предизвикана од интолеранција кон глутенот, а која се карактеризира со хистолошка абнормалност на слузокожата на тенкото црево. Интолеранцијата на глутен е трајна состојба. Интолеранцијата на лактоза пак се манифестира со различни симптоми, главно гастроинтестинални, а се јавува како резултат на намалена или отсутна активност на ензимот лактоза која има за цел да ја хидролизира лактозата. Неможноста за дигестија, односно хидролиза на лактозата која се внесува преку исхраната, кај овие пациенти представува основен проблем за развој на оваа болест. Интолерантноста на лактоза е една од најчестите во хуманата популација и некогаш не е ни диагностицирана, бидејќи има многу слична клиничка слика со некои други здравствени состојби, меѓутоа најчесто генерално имаат уште од рана возраст, меѓутоа бебиња ретко имаат лактозна интолеранција, освен ретки генетски дефекти каде што уште од иницијалниот возраст ја имаат. Меѓутоа генерално плафонот, односно пикот на најчеста фреквенција на лактозна интолеранција има во возрастни групи од 20 до 40 години. Меѓутоа, како што старееме, продукцијата на тие ензими кои учествуваат во разградувањето на шеќерите од млекото, се повеќе и повеќе се намалуваат и како старееме имаме повеќе симптоми, повеќе клинички манифестации на интолеранција на лактоза, односно неподнесување на шеќери од млеко. Најчести симптоми на нетолеранцијата на лактоза се стомачна болка, мачнини, надуеност, гасови, диареја и повраќање. Покрај гастроинтестиналните симптоми, можна е и појава на други симптоми, како што е екзема, главоболка, вртоглавица, летаргија и проблеми со меморијата. Интолеранцијата на кофеин веројатно е генетски поврзана и настанува како резултат на отсуство или намален капацитет на метаболизирање на кофеинот и неговата елиминација од организмот. Интолеранцијата, односно преосетливост на кофеин, се разликува од алергиските реакции на кофеин, бидејќи механизмот по кој настанува интолеранцијата не вклучува имунолошки посредувана алергиска реакција. Кога ќе се потврди диагнозата за интолеранција на храна кај пациентите, се препорачува целосна елиминација или внес на минимални количества на проблематичните производи во текот на подолг временски период, вообичаено неколку недели или месеци, при што пациентот треба да биде под постојан медицински надзор. Тоа беше се. Довидување до следната приказна.